Почитувани гледатели, драги пријатели и трагатели по вредности, еве не денес во 17-та поред емисија од втората сезона на Потрага по вредности. Денес имаме еден интересен гостин, доста позната медиумска личност, инаку е доктор по философски науки и автор на 5 досега објавени книги, ја подготвува и 6-та, ќе зборуваме за тоа. Меѓутоа, најпрво да ја представиме темата, вака ја насловивме: темелот за успешен и задоволен живот. Здраво, Зоране. Здраво. Што би кажал за почеток за темата? Што е според тебе темел за успешен и задоволен живот? Па секој се стреми кон тоа да воспостави успешен, вредносен живот, низ начелата на љубовта, позитивноста, радоста, виталноста, така што тоа е клучното. Што да направиме за себе си, како да се себе осознаеме, кон кој пат се движиме, дали духовноста превладува во нашата свесност, дали со нашите постапки придонесуваме и за напредокот на другите. Така што тоа е вредностен и успешен живот во кој што иницијативата е насочена и кон нас, бидејќи среќен исполнет поединец ќе придонеси за другите. Но воедно тенденцијата да придонесеме за семејството, за општеството, па и за човештвото. Бидејќи мајка Тереза има кажано, ако не можеш да направиш големи нешта, направи ги малечките, но со голема љубов. Така секој на основа на своите вредности дефинитивно мора да најде начин да се хармонизира и да види каде се вредностите. Иако, нели, тука ние ќе проговориме, секој човек има различна тенденција за отварање кон вредностите. Кај некого се парите, кај некого егото, славата, мокта, кај друг духовните вредности, позитивноста, љубовта, сочувството. Така. Мој редовен соговорник и соуредник на емисијата, дури заедно го одбравме насловот на денешната емисија за темелот за успешен и задоволен живот, отец Ивица Тодоров. Ти што би кажал, отец Ивица? Што е темелот? Значи, имајќи го Зоран Крстевски денеска како гостин, човек кој долго години го познавам, имаме многу често така убави средби, разговори, он нештата ги гледа од еден филозофски аспект, ја од еден духовно-христијански аспект. И кога говоревме за денешната емисија, навистина не може да избереме некоја друга тема освен оваа. Кој е темелот, значи, на што треба човек да застане нака цврсто, на кои вредности, вистини, модели на живот, за да дојде до вистинска успешност и до вистинско задоволство во животот. Нема човек, братушко, самиот ти знаеш, дека нема човек кој не сака да биде задоволен и успешен. Нема, освен сега некои луѓе кои имаат сериозни ментални пореметувања, психички, ред други, социјални и така натаму, но секоја нормална личност, секоја личност која има еден одговорен однос кон реалноста на живењето, секоја личност бара задоволство, значи, среќа тоа, најчесто тоа народот така го нарекува, да бидеш среќен. Иако среќата има едно друго значење, но сепак тука е задоволството или радоста на живењето и успешност. Сега, многу е битно кој е тој темел, кој или модел, или вистини, или вредности, кои на човекот ќе му помогнат да дојде до вистинското задоволство, радост во животот и до вистинскиот успех. И за тоа и ќе поговориме во рамките на оваа емисија и за тоа што е успех. Значи, многумина денеска трчат по успех. Многумина денеска разни луѓе нарекуваат дека се успешни, но еве ќе поразговараме и за тоа која е вистинската радост на живењето и кој е вистинскиот успех. Така, подготвувајќи се за денешната емисија, јас најдов неколку афоризми. Еден од нив вели: успех е да се добие она што се сака, а среќа да се сака она што се добива. Што би рекол ти, Зоран, за ова? Па, сега, знаете, поентата е да се заслужи тоа што се добива и да се гради малку по-позитивно. Бидејќи некогаш ние добиваме некои позиции, пари, па и некогаш со некои личности градиме одредени односи, но колку тоа го развиваме, колку го совршуваме, бидејќи суштината на животот е еволуција, напредок и свес. Значи, како повеќе напредуваш, така ти е подобро. Како повеќе го постигнеш успехот, така имаш потенцијал да постигнеш уште поголем успех. И околу животот мора да се подготвиме за темнината, да сватиме дека некојаш нештата нема да одат како што посакуваме. И затоа е клучно и да паднеш, да станеш, да продолжиш, да се стремиш, да иташ кон она кое што сметаш дека ти е. Тоа многумина го нагласува. 9 пати ако паднеш, 10 пати треба да станеш. Така е. Знаете, во овој контекст, јас ќе кажам, кога сме веќе кај успехот, најголемиот успех е постигнување на духовниот мир. Ние ги запоставивме тие вредности.
Трчаме по пари, не зафатило западно општество, секаде да стигнеш, одадени кон телесните страсти, одадени кон егото, кон потребата да бидеме некој нешто, да се брендираме, на тој начин запоставувајќи се себе си. Прашањето е дали си ти среќен, дали си ти смирен, дали си ти во духовна хармонија. Затоа што од другата страна ќе поставиме личности кои што исклучително многу се збогатиле, но колку се духовно смирени, колку придонесуваат. И сега ако анализираме од етички аспект, дали на пример придонесуваат за заедницата, за општеството, да не загадуваат, да не создаваат еден неморал, да не експлоатираат работници, дали се личности на кои ние ќе го согледаме примерот на позитивитетот, а од другата страна материјално воздигнати и скромни, честни, боголюбиви поединци, кои што можеби не се толку многу експонирани, но придонесуваат. И секако отец Ивица се сеќава и на романот Отец Сергеј од Толстој. Така. Асоцирајќи толку на прашањето дека треба да влеземе меѓу луѓето, тука е духовноста, тука е позитивноста, да придонесеме, секој на основа на својата должност. Кога се веќе духовно, религиозно ориентиран, да држиш предавања, проповеди, да мотивираш кон позитивното, кон вредностото. Јас како филозоф, нели, да пренесам љубовта кон мудроста, да ги мотивирам луѓето, некој како стопанственик, друг како политичар, трет како судија и така натака. Значи, гледате, тука е духовноста, тука е исполнетоста, тука е, што се вели, осветучувањето низ позитивната. Со начела, кои што ние ги оставаме во еден вид на аманет или на поколенијата да ги следат. А од другата страна, ако го ставиме материјалното, егото, ниските страсти, тенденцијата само јас и никој друг, кој што се движи човештвото и дали ќе има напредок не само за нас, туку и за нашите поколенија. Така, отец Ивица, Зоран спомна тоа смиреноста, оците го нарекуваат смирение или смирено мудрие. Една голема вредност што ете, нели тие ја нагласува за човек за да ја сочува душата, би рекол, пред себе си. Нели самиот Исус вели каква полза има човекот целиот свет да го придобие, а на својата душа и на пакости. Гледаме колку е важно тоа смирение, да се сочува душата, да се сочуваат вредностите и да се сочуваш себе си како божествено создадено битие. А што ви кажа отец Ивица како нели темелот на ваква една успешност? Јас ќе одговорам на тоа прашање, сакам да се надоврзам, сепак со Зоки често се гледаме и говориме, особено за нашата болка заедничка, тоа е нашиот македонски народ, нашата Македонија. И тој и јас сме некакви патриоти, така. Сега ние знаеме какви, не треба друг да не мери. Значи, патриотизмот го изразуваме според тоа што ние имаме грижа за својот народ. Так. За својата Македонија. Ние гледаме дека, очигледно е сега и Зоки и многу други луѓе кои се мислечки, и кои имат критички однос и кои ги поставуваат работите на еден пообјективен аспект и имат по-дефинирани морални и животни вредности, се согледува дека нештото кај нас не е баш не се баш како што треба, да. Че ако говориме за тој мир, спокој, личностна осознаеност или прифаќање на личностна одговорност, неопштествена одговорност, ние гледаме дека кај нас во Македонија малкумина се, братушко, тие што изгледа тоа го оствариле. Так. Значи, многумина, за жал, живеат во личностен хаос, значи, тоа би бил духовен хаос, во етички хаос, значи, не им се јасни нештата, свесно, несвесно, не влегуваме кои се мотивите, зашто така се однесуваат, имајќи несериозен, неодговорен кон самите себе си, кон својот живот, кон вистинските вредности, кон вистинското јас во себе, тие стануваат и општествено деструктивни. И самото тоа што тие стануваат општествено деструктивни, ние гледаме во каков немир се наоѓа денеска нашето општество. Значи, тој немир не доаѓа само од политички аспект, доаѓа од многу аспекти. Многу често кога нашите сограѓани вака фрлаат камења врз политиката, па и врз нас, свештениците или не знам, викам, чекайте малце, тие луѓе што се политичари во Македонија или тие луѓе што се во Македонската православна црква се македонци. Так. Значи, дај да видиме подлабоко каде е корено, зашто сме вакви какви што сме. И сега на твоето прашање. Так. Според мене, тоа е моето лично доживување, вреднување на нештата, дека малкумина од нас го бараат тој темел, односно тој модел како нивниот личен живот да биде исполнет со внатрешна среќа, со едно задоволство,
со себе исполнетост, не во егоистична смисла, не во суетлива смисла, затоа што најчесто такви луѓе и гледаме ние околу нас. Луѓе кои се полни со его, со гордост и со суета, и тие се полни, ама со што? Со празнотија, со хаос, со манипулација, со итрпејштина, така тоа го нарекувам. Значи, во еден момент едно говори, во другиот момент второ, во после 10 минути, не знам, 10-то нешто. И таквите луѓе шират хаос. Значи, малкумина размислуваат за тоа каде да го најдат темелот. Каде да го најдат темелот. И баш кога доаѓав навака на да ја снимиме денешната емисија, еден познаник мој вика: добро ти Цивица, зошто ние во Македонија никако толку години помина, никако не ни оди напред. И велам, за една композиција, ова воз, значи, вогони, за да почне, треба локомотива. Значи, целата приказка е што кај нас се случува, има, условно да речем, две локомотиви, едната будка од оваа страна, и вагоните, наместо да влече. На средина. Да, на средина изгледаме што се случува. Значи, наместо да се движиме, ние се судираме еден со друг. Како што би рекле отците на црквата, ние паѓаме во тие помислите на злото, немаме свесност за, како да кажам, распознавање која е конструктивна мисла, творечка мисла, која доаѓа од доброто, која предизвикува радост, задоволство, среќа кај другите, мотивираност за живот и за напредок. Значи, најчесто таквите мисли ние не ги прифаќаме ги деструктивни и мислиме дека се наши, и мислиме дека се полезни. И тогаш ние започнуваме една ментална битка со секој околу нас, на секаков план, и на економски, и на социјален, и на личен, и на семеен, и на политички. Гледаме што се случува, за жал, затоа што го љубиме овој народ, ние мора вистината да ја кажеме. И има и друг момент тука, и сакам и ова да го говорам. Некои луѓе, гледајќи го овој хаос, тогаш бегат во фантазија. Се измислуваат некои митолошки приказки за Македонија, нереални, дека сме вакви, онакви, не знам тамо што. Паѓаме во комплекс на преголема вредност и даваме самите, а тоа е последица од комплексот на крајно ниската вредност. Значи, мора отворено да се проговори за овој проблем. Според мене, јас ово сакам да одговорам на твоето прашање. Според мене е тоа бегство или несакање да се осознае тој модел или тој темел, кој на вистински начин овозможува една личност да биде задоволна, успешна, радосна и осмислена. Добро, тука би се надоврзал, дали некој намерно не му го овозможува темелот на поединецот, бидејќи секако постојат личности кои што би сакале да следат духовни емисии, едукативни, каде што ќе преовладува позитивното, афирмативното. А гледате, ние сме презанатрупани со се што е негативно. И испадна дека ние само се определуваме за помалото зло, а никако да го пронајдеме она што е вредносно, што не движи напред. Каде што нема да се судрат тие две локомотиви и да направат колапс. Туку напротив, каде што ќе имаме ние спонтанна еволуција, прогрес. А ние 25 години се уназадуваме од секоја смисла. Гледате низ призма и на економија, низ призма на политика, низ призма на бракови, низ призма на наталитет, низ призма на перспектива на млади и ред други нешта, а да не зборам вредностни примери кои што ни не достигаат и младите веќе се одредуваат ситуација да немаат што да следат. И затоа треба да се работи системски, да се почне од првото деление, што се вели од кореното, од основата, да се пласираат едни поинакви сознанија, па да се обидеме да видиме што може да се промени, да се создадат млади личности кои што ќе имаат критички дух, ќе имаат повисоко ниво на свесност, кои нема да бидат зависни. А инаку естаблишментот има тенденција да ги направи луѓето зависни, да немаат економска безбедност, да живеат во страв, да не знаат колку ќе бидат на работното место, да бидат загрозени од аспект на здравието и битно да вегетираат, да постојат. Но суштината на животот е да се осведочиш и духовно и вредносно и да бидеш личност која што целосно ќе придонесе и за себе и за заедницата. И затоа гледате, во капитализмот се наметна строгиот индивидуализм. Значи јас и никој друг. Автоматски на тој начин ние ги исклучуваме другите. Не дека социјализмот беше совршен, но тука имавме колективистичката идеја преку која партијата цека и личностите на позиција определуваа што е вредно, што е етичко, што е духовно. Но сепак од другата страна луѓето го имаа лебот. Сега луѓето добија слободата, го загубија лебот. Бидејќи го немаат лебот, мора да се ориентираат кон материјалното, мора да зависат од капиталистот кој има премногу пари и кој што ги наметнува вредностите. И во тој случај ние повторно го запоставивме духовното. Зашто? Затоа што мораме да се прехраниме.
Затоа што немаме решение. Луѓето многу малку се определија да следат духовни начела, веќе некој наметна не е вредно да си духовен, не е вредно да си исполнет, не е вредно да си, што се вели, кон моралните вредности. Вредно е да направиш пари, да направиш капитал, да се додвориш, да бидеш онамо каде што е, нели, врвот и така натака. И ние се загубивме како личности. Затоа има тука 3 до 4 начела. Првото е како да ја вратиме личноста, тоа што отец Ивица зборуваше, како да изградиме индивидуи кои што со својата глава, со својата свесност ќе препознаат што е добро, што е лошо. Дали се качени на локомотивата, односно, нели, на вагоните кои што ги носат кон пропаста. Затоа што е кажано дека широки се вратите на пропаста, но тесни се оние кои им водат кон духовниот мир и внатрешното задоволство. Во тој случај градење на личности, создавање на среќни, поисполнети семејства. Се само за семејства, ако зборуваме, имаме многу што да зборуваме. Зашто па се дисхармонизиране? Дали затоа што не работат нивните родители или пак работат за некој низок личен доход, затоа што се експлоатирани. Или немаат време, или немаат време за своите деца. И гази темпото, брзото темпо на живење. Значи семејството го губиме, а немаме таа здрава клетка. Потоа го гледаме ни општеството. Тоа е веќе болно општество. Не знаеме кон што се движи, не знаеме која е перспективата, маглите се целосно надвиснати врз нас. И потоа можеме да анализираме и човештво. Кој е интенцијата? Мултни корпорацијски институции, наметнување на светски поредок, наметнување на атеизам преку некои автори, од Ричард Докинс до Мишел Онфре, француски филозоф, до една бестселер книга која го пропагира атеизмот. Значи во широки колективистички рамки веќе се наметна култот на материјалното, култот на златното теле, кој не случајно беше присутно уште кога Мојсија се симна од гората, кај ги начека Натан и другиве кои што го славеа материјалното. И тоа е дуалитет за кој ние можеме да поразговараме. Од едната страна е доброто, позитивитетот, од другата страна е злото и негативитетот. И тука е сега тенденцијата. Дај ние па може да го видиме тоа зло од каде произлегува, зашто се надвиснало, за да полека луѓето ги однесеме кон светлината, кон духовноста. И затоа јас сете таа моја најнова книга што верувам ќе излезе во април е заштита од злото и негативните вибрации. Така, ова беше интересно од тебе едно искажување, меѓутоа беше една објективна слика за светот во кој се наоѓаме, посебно Македонија. Во Евангелието Исус вели: барајте го најпрво Царството Божие и неговата праведност и се друго ќе ви се придодае. Значи, таа борба се води кај секоја личност, во умот, во душата на секоја личност. На друго место вели: каде што ви е богатството, таму е вашето срце. Значи, секој се определува што ќе биде за него највисока вредност и спрема тоа колку се приближува до таа вредност, така и го цени собствениот успех. Отец Ивица, што ви рекол, дали ние го бараме Царството Божие? Пред се и над се. Први вака кога се говори за оваа вистина, јас мислам дека многубина не ни разбираат што е тоа. Што е тоа? Да. Кога Христос говори за Царството Божјо, ние во нашите емисии сме го говореле тоа, но генерално гледано, значи малкумина всушност знаат што е тоа. Значи кога Христос говори за Царство Божјо, значи се говори за некакво владење. Значи владење на онаа состојба кај што имаме полнота на живот. А таа полнота на живот доаѓа од полнота на вистина. А таа полнота на вистина доаѓа од полнота на оној што е добар. А полнотата на доброто доаѓа од изворот на се, а тоа е од оној што е чиста љубов, а тоа е нашиот Творец. Значи, нашиот Творец во сите димензии на постоењето, се што постои, се е создадено, соткаено со овие вредности. И затоа кога Христос говори за Царството Божие, тоа е таа совршена состојба на постоење. Значи, совршена состојба на постоење од која ние сме отпаднале. Значи, ние сме... По собствена волја. Па да, прво нашите прародители и потоа и понатаму гледаме дека не може само вината на нив да ја префрламе, како оди целиот тој синџир на отпаѓање. Целиот тој синџир на отпаѓање, последици како оди понатаму и така натаму. Значи, кога Христос вели Царство Божјо, а сега да биде тоа поедноставно за нашите гледачи, значи, првото нешто што нас не потикнува да размислуваме за тоа дека постои посовршена состојба од ова е нашата совесност. Значи, осетот за добро. Значи, осетот за добро, внатрешното сведоштво за добро. Познавам многу луѓе кои не прочитале Свето писмо, кои можеби се и со оскудно образование, но кои имат осет за добро. Кои имат осет за тоа дека ако направат, односно потикнат болка или страдање кај некој човек, тие чувствуваат вина за тоа.
Значи ти имат осет за добро преку својата совесност, преку својата свесност па сознание. И сега самите тие започнуваат на еден внатрешен план така да го устројуваат својот живот, да не потикнуваат болка кај другите, туку да потикнуваат состојба на задоволство, духовно, емотивно хранење, значи и пријатност. Да сведочат една состојба на пријатност или состојба на хармонија. Сега, таквите луѓе, брат Дучко, не се далеко од Царството Божјо. Затоа што тие внатре во себе првен ја формирале таа хармонија. Затоа што имат допир со себе. Сега, тоа најубаво гледаме кај постарите генерации, кои живееле многу поедноставен живот. Но, оно што го спомна Изоки пред малку, факт е дека ние живееме во една цивилизација денеска која цело време го извлекува вниманието на човекот од него, кон надвор. Значи, еве ја гледам мојата ќерка, са незините другарки. Значи се собираат, така си прават муавет и секој со својот телефон. Значи, не се насочени кон себе си, што да сподели со своите пријателки, туку тие се концентрирани кон телефонот, кон надвор. Потоа, гледам, најголем дел од нашата популација не ги отвара овие теми и дилеми за кои ние говориме, туку времето го поминува гледајќи турски серии или занимавајќи се со политика, при што и самите осознава дека ништо не може да сменат. И наместо вистинскиот принцип да го барат за решавање на проблемите внатре во себе, значи да се насочат кон себе, тие се насочуваат надвор од себе. И светите отци на црквата тоа го нарекуваат ментално расејување, значи разбивање на умот, значи и со текот на времето ти цело време примаш токсини, отрови, гледаш, живееш во несовршен свет, ти си го труеш, умот си го труеш со негативности. И сега тие состојби, значи таа отруеност ментална потикнува емотивна отруеност и луѓето паѓаат во состојба на равнодушност или депресивност. Или кога ние не можеме ништо да смениме, ова е не знам тамо што и така натаму, затоа што сакаат да сменат надвор од себе, а не знаејќи како тоа да го направат. А себе се не се менуваат. И нивниот живот почнува да станува површен, здодевен, сив и тука започнуваат други процеси на оболување, ментално, емотивно, личносно, и тоа е тоа. И сега, значи целиот процес на современиот начин на живот се темели кон тоа, човекот да се излече од себе. Мора да најдеме време, мора секојнаш да размисли, а што правам јас во сето ова? Каде е моето место? Треба да донесе одлука да се сврти кон себе, така? Треба да се изразам така во сликовито, треба да дигне рачната, како да застане и да одвои малце време за себе и да размисли. Чекај, хаос ми е, вчера ми беше хаос, денеска ми е хаос, утре ќе ми биде хаос. Трчање навака, натака, цело време треба нешто да направам ова или оно, грижи, проблеми или бегство од размислување, бегство од соочување, но никоде не води тоа. Значи човек треба првин да се насочи кон себе, затоа што Христос вели Царството Божие е внатре во вас. Значи процесот наш кон вечноста, кон вистинските вредности, кон тој вистински темел кој нас ќе не донесе до осмислен, радостен, успешен живот, почнува внатре во нас, во нашата душа или во нашата личност. И тоа е духовен живот. Затоа што духовниот живот е контакт со себе самиот, со нашето вистинско собство, со нашето вистинско јаство, со тоа што сме ние. Што вика апостол Павле, никој не знае што има во човекот, освен духот човечки што живее во него, односно нашиот идентитет вистински. И ние ако себе си не се актуализираме, Душко, тука што правиме? Ние скитаме. Ние сме како меуче во вода, знаеш. Не има моментално, после тоа ќе исчезне меучето и нашето постоење се претвара во безсмисленост. И, за жал, многумина од нашите сограѓани го прифаќаат овој принцип. Влегува во наездата на тоа потрошувачко општество. Отец Ивица навистина прекрасно елаборираше сите причинители и каде се аномалиите кои што го деструктурираат пред се умот на младиот човек. Бидејќи една од нашите борби е да го, што се вели, потикнеме младиот кон себе хармонизирање, себе осознавање. Сега вие знаете уште во оракулот во Делфи, кога оделе кај пророчицата Питија, горе пишувало гноти се ватон. Спознай се сами од себе си. И тоа било лозунг во античкиот период, каде што главно било златната средина, ништо премногу. Еден внатрешен мир, клучна е мерката, клучна е себеспознанието. И сега гледате, ние од овда, од другата страна, со што се сочивме? Технологизирање на човекот. Трка по потрошувачкото општество.
што подобро да изгледаш, што повеќе пари да поседуваш, што повисоко да се искачи со статусот, а не е битно што духовно внатрешно се губиш. И затоа познати се примерите со голем број на пејачи, заради славата, заради моќта на 25-6 години, некои покасно го завршија својот живот. Еми Ван Хаус, на времето Джим Морисон, Курт Кобейн, значи да не ги спомнувам, Дженис Джоплин. Гледате тоа брзо темпо, тоа едноставно ти го фаворизира телото, те согорува, те форсира, имаш потреба од некои наркотички средства и ред други нешта, и ти не вложуваш у духот или во себеспознанието, или во смиреноста на душата. И во таа гледна точка ние гледате се ставивме во категорија на вредност на телото или на материјата. Никој не размислува за душата. Дури еве образовните институции не се третира емоционалната интелигенција. Премногу внимание посветивме на когнитивната интелигенција, која бара екзактност, прецизност, точно изразување, а не ги поттикнуваме на свое размислување. Интересно е дека живееме во информатичко време, каде што лесно се доаѓа до информација. Порано не беше баш така лесно, кога не постоеле книги, кога не постоело образование. Информацијата не била достапна. Оној што е имал информацијата, манипулирал со останатите и можел да дојде до позиција. Дама се каква информација? Тоа е проблемот, да. Така, и сега, да речеме, во денешно време, во овие општи информации што се учат во образованието се достапни. Меѓутоа, ова ти што го напомена, морално етичкиот, себеспознавањето, тоа не можеш така лесно да дојдеш до него, затоа што треба да постојано да се само испитуваш. Може, ама ако почнеш од кореното. Например, постои програма да земеме со младите, образовните институции, од најмали нозе, тука се градинките, тука е првото деление, тука се подготовката на наставниците, тука се духовните лица, кои што ќе настапат, кои ќе мотивираат, тука се медиумите, разноразните програми, брошурите, одржување трибини предавања. Зашто градоначалниците тоа да не го организираат? Еднаш неделно, да се создаде простор, да настапат личности кои што имаат што да кажат низ призма на себеспознанието. Значи, на поттикот дека има вредност, има капацитет, дека младиот може да успее, дека ќе се изгради здраво општество. Ние кај стигнавме? Што каже отец Ивица? Ние дигнавме раце. Ние свативме, нема промена, ништо не може да се случи, сите се исти, секој гледа во матното, кој да дојде ќе искористи. Едноставно, дај, види, снајди се, живи брзо, умри млад. Но каде е темелот? Каде се вредностите? Ние на кого ќе му го ставиме во општество? И до кај ќе стигне во општество? Но не е само општеството, гледате загадено општество, нехармонично општество, неубави институции или пак деградирачки институции кои што не работат на основа на должноста. И ти утре ги посетуваш институции или личностите што работат во одредени институции и тебе ќе треба да ти биде страв. Не знаеш докторот дали е етичен, дали е подготвен, дали знае. Не знаеш судијата на по кои основи работи, дали се води според законот. Не знаеш економистот, тој што ја раководи менаџира компанијата, дали ќе не однесе кон бездната. Не знаеш дали да инвестираш, дали да прифатиш работа и ред други нешта. Значи ниската страст, ниското ниво на свесност преовлада. Од таа гледна точка мора да се почне од прво деление. Значи сериозни се заканите. Ако ние ги игнорираме, како што гледате, и заканата на загадениот воздух, тоа не е од вчера. Тоа полека се наметна и сега го загрозува здравјето на граѓаните. Замислете загаденоста на свеста. Колку е сериозно. Се тоа едно по друго се поврзува. Тоа е опфатна загаденост. Се опфатна. Тука некој се предава, затоа што отец Ивица ми има подарена една прекрасна книга за третиот пат, патот на насилството. И тука има асоциација од едната страна. Идеме со агресија, со борба, со тенденција тој кој што не заблудува да го уништиме. Тешко се успеало во светски рамки затоа што злото раѓа зло. Втората опција, ние игнорираме, велиме, може мене нема да ме зафати како овчедушие. Се повлекуваш. Се повлекуваш како германците се повлекуваа пред Хитлер, кога на времето удри врз комунистите, кога удри врз евреите, кога удри врз работничката класа, кога удри подоцна и врз интелектуално воздигнатите германци. Но на крај дојдоа и оние кои игнорираа наред. Значи не можеш да го игнорираш злото и не е филозофијата да му го вртиш образот па тој постојано да удира. Туку да знаеш како да се отргне со градење на третиот пат. Патот на освестување на воспасување вредност. И затоа гледате, имаме опција да се приклониме на матното, имаме опција да игнорираме, да не кажеме ништо на основа на собствените вредности, знаење и придонеси. И третата страна, клучната, дај да видиме на кој начин да го направиме чекорот. Чекорот прв е кон себе, да ги сватиме вредностите, кај сме, што сме, со што се карактеризираме, да бидеме малку пострикни, да не бидеме негативни, апатични. И тоа е еден вид на болест на современото општество. Кога малку од малку себе ќе се осознаеме, дај да се собереме, дај да се реорганизираме, дај да направиме критичка маса, дај да придонесеме нашиот домен на професија. Вие како новинар, отецот Ивица,
како свештено лице, јас како филозоф, со пишување книги, некој друг како доктор, медицинско лице. Малку од малку свеста да се пројави и така на тасот, на доброто, ќе имаме што повеќе искачување. А не злото да не навладее и ние да се предадеме и претопиме. Така, јас исто би сакал да во емисијата често наведувам позитивни примери. Таков еден мој пријател, учител на ученици од прво оделение, и кој ги прашал децата што ќе биеш кога ќе пораснеш, мнозинството од нив одговориле не знам, другото не знам, и што направил следниот час. Донел неколку семчиња и ги прашува децата, вика, ако насадиме гравче, што ќе никне? Тие ја велат гравче. Ако насадиме пченка, што ќе никне? Пченка. И како насадиме пченица, што ќе никне? Пченица. И земал едно ливче хартија на кој напишал не знам. И како посадиме не знам, што ќе никне, вика после? Не знам. Тоа е исто како тибе и кажа после гледате ви уште сега треба да знаете. Гледа како ги насочува деца. Уште сега треба да размислувате што ќе бидете во вашиот живот. Јас би рекол кои вредности ќе и негувате. Како ќе го живеете животот? Значи личноста треба да се гради од најмали, како ќе организира, како да стигне до таа цел. Знаете, начелно, методолошки гледано, кои се темелите? Првиот темел е семејството. Значи мора работа на сите прашања врзани во семејството. Едукативно било како да се влие на создавање здрави семејства. Вториот аспект е образовниот систем. Мора да се променат некој нешто во насока на таа емоционална интелигенција. Третиот аспект, улицата, која не знаеме каква е, веќе ќе исклучиме. Не можеме да ја контролираме, за разлика од времето на социјализмот, кога и некои нешта беа јасно познати и чистиот образ мораше да се негува и на улицата. Потоа, аспектот на општеството или медиумите. Ние мораме медиумите малку да ги подготвиме за некои поинакви содржини. Не може само комерцијата да преовлада. Туку секој има и, што се вели, општа одговорност. Има чувство да изгради здрави личности, да пренесе информации кои ќе му користат на поединецот, да не се храни со она кој што е шунт. И четвртото е да видиме што ќе се случи подлабоко низ призма, значи на луѓето кои што не водат, луѓето кои што сме ги избрале да бидат представници на народот, колкава е нивната свесност, дали го имаме изборот или може го немаме изборот. Тоа би сакал малку тој момент. Значи, денеска познавам доста луѓе кои својата успешност во животот ја доживуваат во однос на тоа колку ќе успеат да се искачат во социјалната лествица. Така. Со кој ќе се дружиш. Најчесто тој пример за успешен човек негде стигнал во таа социјална лествица и сега он е успешен. Сега, но многу е битно прашањето, братушко, која е цената? Така. Која е цената да се оди по таа социјална лествица без човек да има, како да кажам, лични квалитети, способности и образование, за да кога ќе додеш на тоа ниво тамо што ќе те постават да одговориш за предизвиците. Така, тука баш ме подсетил нови афоризам, вели, молете се успехот да не дојде пред да бидете спремни за него. Значи, колку има сме забележали и наши искуства и друго, како предвреме влегуваат во некои работи. И не може да го носат тоа. И тогаш се неспособни и гледаме што се случува. Поентата е, што каже отец Ивица, високото ниво на свесност. Ние се очекуваме од некој кој што го нема тој капацитет да одговори на задачата. Тој така не гледа. Тој гледа да просперира, да создаде пари, да се наметне ни сегото, утре да создаде за своите поколенија, да се камуфлира. Значи тој од старт кога веќе е додворувач или полтронски ориентиран или итач кон невредностите, ние не можеме да бараме од него висока свесност, затоа што ретко изгубените овци суштински можеме да ги вратиме во стадото, освен ако чукнат. Значи мораш да чукнеш да ти се отвори, мораш да посакаш, а тој може живее блажено незнаење или во големо незнаење и ти тешко него можеш да го подготвиш кон насока на доброто. Затоа што знаете работи и физиолошкиот аспект на умот. Луѓе кои се оперирани од етика, од сочувство, од морал. Тој центар како да не им работи. Повеќе им работи злото, да напакостам, да искористам, да бидам егоистичен, да итам кон материјалното. И сега лошото што ако таквите си селектираат, ти го создаваат општото мнение. И се многу кои што се на границата не знаат каде, поведени од овие ваквите кои што се камуфлирани и многу добро знаат пропагандистички да действуваат, ќе ги повлечат со себе и овие неосвестениве. Истиот го привлекува истиот. Така. Сега, ако на врвот на општеството испливат луѓе кои се неквалитетни, значи кои немаат внатрешен
аспект, подготвеност да одговорат на предизвиците да го водат општеството и тие испливат на таа површина. Дори има афоризам на површина испливуваат празните. Да, тие на сила или со камуфлажа или со манипулација ќе се обградат со ним слични и ќе одржуваат таа позиција на владење. И тогаш таквите, ако народот нешто не смени во себе и така натаму, ако таквите продолжат во една деструкција да го водат народот со лажни вредности, со манипулација, народот, како што кажа пред малку, се демотивира, се празни од животна енергија, од виталисот, или почнува да паѓа во депресија, да паѓа во автодеструкција, или си заминува, или паѓа во состојба на овчедушие. И се предава. И се предава. И тогаш, како да кажам, тогаш започнува процесот на умирање на еден народ. И Христос тоа го објасно многу едноставно. Кога слепиот води слепи, сите во јама паѓа. Добро, од друга страна, дали е заблуда како утопистите дека можеме едно општество да создадеме на благосостојба, на етика, на морал, на вредности, ако човекот е отпаднат, ако човекот е заразен со зло, со грево и така натака, можеби е илузија дека такво општество може да се изгради, меѓутоа личност може да ги негува вистинските вредности во себе. Не можеме да очекуваме општество. За такво општество Христос ни говори дека ќе биде по неговото второ доаѓање, по воскресението на мртвите, по страшниот суд, како во тоа општество, односно во таа состојба од Царството Божјо, ќе влезат само оние кои се подготвиле за таа состојба. Сега, во овој свет и во нашето општество има луѓе кои го избираат тоа општество и се подготвуваат за таа состојба или не се подготвуваат. Да, и кажуваме, малкумина ќе бидат избрани, нели? Бројка дори има, каде што нема да бидат сите луѓе влезени во таа порта на рајот на блаженството. Така што и таа ескатологија, второто Христово доаѓање, гледате колку точно прецизно асоцира дека со крајот на милениумите ќе отпаѓа се повеќе и повеќе. Има се повеќе лажни вредности, се повеќе што се вели овци облечени во јагнешки кожи. Зашто ние сме сведоци? Материализмот тотално завладеа. Но еве кога сме кај општествата, од постанокот на човекот и на човештвото, ние немаме изградени хармонични општества. Земете го ровово. Иако има обиди, нели се трудат и филозофите најмногу Платон и другите, не се успева да. Социјализмот сепак е утопистички. Нивото на свеста на човекот не можеше да го свати тоа дека треба да остави за другиот, дека треба да придонесе за општото добро. И тогаш имаше елитистички личности кои беа поизбрани и имаа повисоки привилегии, едни други работници кои им се дава помалку и личен доход и од другата страна стамбениот простор кај нив беше со помала квадратура и ред други нешта. За разлика од овие привилегираните кои што го наметнува култот на личностите. И гледате вие од старт, ако они идеа критички кон божественото, кон духовното, кон се што е религиозно, они самите се наметна како богови. Ние мораше да ги славиме нивните слики. Атеистичка религија. Атеистичка на друг начин, значи воспоставување на стандарди. Но сакам да асоцирам дека всушност сега е спасот, сега е шансата, сега е интересноста да се постои на овој свет. Затоа што навистина се ближи таа ескатологија, се ближат многу нешта каде што дефинитивно ќе зависи од нивото на свесноста на човекот. И кој овде не сакам да асоцирам марксистички, од аспект дека човекот треба тука да живее, треба да се посвети на, што се вели ова, конкретното, а од другата страна да го занемари она што е духовното, низ призма дека нели Божјото царство на небото, напротив, човекот мора и да придонесе овде. Во општественото, конкретното, надевајќи се на духовното божественото, а не да се затвори, да се изолира, да се отргне и надевајќи се на Божјото царство дека ќе биде спасениот. Само со дејствувањето. И тоа е бегство. Освен на пример, оние кои досе монасите во христијански контекст, кои умираат за начинот на живење во овој свет, по логиката и вредностите на овој свет, кои умираат и се повлекуваат. Но тие не се пасивни. Тие работат натре во себе. Тие се отвараат за она вистинска реалност на постоење. И сега кога ќе достигнат до состојба на личност на просветеност или светост или личност на реализираност или осознавање на вистината таква како што таа е, тие луѓе на илјадници други луѓе во овој свет им помагаат. Затоа што им го покажуваат патот на духовниот раст. Пошто многу е битно тој процес, ако го најдеме и темелот, но за да почнеме да ја градиме куќата треба, откако се направи темел, треба да знаеме и како да ги поставиме зидовите и така натаму. Значи, треба некој да не води во тој процес на духовно формирање. И затоа во црквата, како заедница на Христови ученици, многу се битни духовниците. И не случајно се нарекуваат духовници, затоа што се занимаваат со личниот живот на човекот, со внатрешниот живот на човекот.
Да, тоа го имате кај будистите. Појавување на бодисатвите, значи осветлени, продуховени души кои што итаат кон вистината, кои им помагаат на овие другиве како да се себе спознаат, како да се поттикнат. На времето еден од нив бил и Буда. Тоа значи разбуден, самиот разбуден, да. Така, и фактички постоеле религиозни личности. Од секогаш нели постои свесност и совесност кај човекот и нели свест дека има некоја повисока вредност кон која треба се стреми. Знаете, еве тука најдов од Конфуција или Конфуце, вика во сите нешта успехот зависи од претходната подготовка. Без подготовка пропаста не е сигурна. Еве тука го цитирам Конфуце, ама да се подсетиме Исус што вели за куќата која се гради. Дали е градиш на цврст темел, на карпа или на песок? Да. Ти можеш прекрасна куќа да направиш, а меѓутоа ако е на песок, ќе дојдат животните не воли, готово. А мнозинството, ако гледаме од денешните луѓе, градат на нешто песокливо, кај што нема темел, меѓутоа ако е темелот вистината, ако е Христос, ако е Бог, и по сите неволи ќе остане. Кога говориме за темелот, нема ништо подобро од тоа како светиот пророк и крал Давид говори во својот прв псалм, односно тоа кој е темелот. Значи, тој вели вака, тој е првиот псалм, туку, да не го цитирам целиот, само овој дел кој е за нас битен, туку задоволството негово е во законот Господов. И за законот Господов дење и ноќе тој грижливо размислува. И тој е како дрво посадено крај вода изворска, која својот род го дава во времето свое. И чии лист не вене и во се што прави напредува. Так. Не се такви безбожниците, тие се како плева што ги разнесува ветрот. И сега, тука пророкот и цар Давид говори за тоа дека оној човек кој го напипал вистинскиот темел, а го открил во вистината Божја. Значи, во вистината Божја, во вистината на нашето постоење. Значи, вистинската вистина за нашето постоење може да ја открие само нешто не создал. Како што мајсторот кој ќе создаде, еве гледаме камера пред нас, само оној што ја промислил камерата, тој знае всушност како таа функционира и која е смислата на нејзиното постоење. Така да Бог нас не создал и Бог ни ја открива вистината на нашето постоење. Ама пишува пророкот Давид, значи за таа вистина или во таа вистина треба дење и ноќе грижливо да размислуваме, философија. Значи љубов кон мудроста. Значи човек треба да бара, тој процес. Значи не може сега некому да му дадеш една книга, или еве Светото писмо да му дадеш во раце. И сега он да го прочита еднаш два пати вика еве сега се знам. Значи многу е битен тој процес да оди полека. Значи да се осознава вистината на постоењето таква како што таа е. Значи грижливо да се размислува за неа. И потоа пророкот Давид вика за таквиот човек дека тој е човек како дрво посадено крај извор. Значи и кој својот род го дава во времето свое. Значи, и задоволството негово е да го истражува Божиот закон, односно Божјата вистина. Но многу е битен тој момент. И плодот свој и родот свој го дава во времето негово. Значи, човек не прави его приказка. Значи, ние, кога влегуваме во его приказка, ние сакаме на сила да се покажеме, например, во социјален контекст. Мотивирани од суета, од его. И сега не е битно, ако треба, како што викат луѓето, и преку лешеви ќе газаме, само да оствариме некаква наша агенда или цел, или да бидеме некаде во некоја позиција. Но не гледаме дека тоа не е од Бога промислено за нас. Ние празни излегуваме таму. Или полни со деструкција, или со зло. И тоа зло после тоа тие луѓе го зрачат околу себе, ги трујат луѓето, ги токсираат. А вели пророкот Давид, и својот плод го дава во времето свое. Значи, полека човек кога ќе живее духовен живот, тој живее во тој внатрешен процес. И кога ќе треба Бог да го употреби, значи, во контекст на општеството, во контекст на општествената хармонија или било кое добро во општеството. Тука не говорам само за свети луѓе, не за свештеници или за философи. Говорам за сите аспекти, за политичари, економисти, научници и така. Просто гледаш во еден момент испакнува некој човек кој дава такви нешта кои се за доброто на човештвото. Значи, сето тоа е процес. Никој човек не доаѓа онака сам да се појави како печурка после дожд. И мора тој процес да се почитува. Ако не се прочитува тој процес, ќе видиме како плева. Плева, знаете што е? После
ова врчитба кога се прави, кога зрното станува долу, зрното а плевата е празна. Вика, таквите луѓе се како плева празни и таквите луѓе како плева ветрот ги носи. Односно, животот со разни грижи, состојби ги разнесува нааму натаму и тие никогаш не можат да најдат и да остварат во себе вистинско задоволство, вистинска успешност и вистинска радост на живењето, затоа што се плева, затоа што се празни. Така, ова која зборуваше сега отец Ивица, ми текна една анегдота. Знам дека Зоран ти на времето со фудбал си се занимавал. Еден мој пријател каква анегдота ми раскажа. Многу сакал да игра фудбал, ама не знаел. И сега игра против другото мало и го моли капитенот: стави ме, и му досадило и негде пред крај 5 минути го става и си постигнал автогол. Тоа е, нели, кога човек многу сака нешто, нели, да успее, а нема подготовка за тоа, не е како дрвото што беше, нели, покрај река, покрај извор, ги нема вредностите, тој автогол ќе си даде кој ќе ја добие под приликата. Така и со успехот, да. Па нема успех, не може да се случи паднат од небо. Тој и да се случи, ќе се постои успехот одреден период, но подоцна ќе исчезне. Така што и оние пари кои што ги добиваме ние на лесен начин, да речеме преку коцка и ред други нешта, тие не обстојуваат, или преку наследство, или тоа што сме го добиле од некого. Тоа што си го заслужил, тоа што си го заработил, во тоа што си вложил труд, тоа е вредно и тоа ќе го цениш. Се другото е невредно. Нашите соседи муслимани викат алал, значи тоа е благословено. Значи според Бога, не е харам, значи алал. И секоја работа што е благословена и што навистина е плод на труд, на залагање, на жртва, на љубов, таа е благословена работа. И ти живееш во благословот на тоа што си го направил, ама и многу други. И оттаму вистинското задоволство. Она што го кажуваше и отецот Ивица. Значи, кој е успехот всушност во животот? Дали е тенденцијата за пари, за уништување човечки судбини, за моќ, за слава, која што всушност е лажна слава? Славата е многу опасна, да. Или пак е тенденцијата да биде смирен, опуштен, да најдеш вредност во животот, да создадеш поколенија, да мотивираш личности, да се осведочиш во професијата, духовно да проникнеш. Веројатно е оваа вторава опција. Сега, во тоа има и методи и правци како тоа да го постигнеш. Една од правците да се опуштиш. Ние премногу брзаме. Најди го смирението, најди начин да прочиташ. Отиди во некои Божји храмови, посети личности кои што имаат да ти дадат позитивен совет. Дружи се со добронамерници или научи понекогаш по нешто и од оние што се негативци. Втората опција е фокус направи кон себе. Види ја душата. Дали си разнебитен и од каде си разнебитен? Кој ти го создава тој отпор, тој немир? Зашто живееш во страв? Зашто живееш во чувство дека нема да успееш? Зашто мислиш дека не си избра да направиш една позитивна вредност во животот? Направи го фокусот низ призма на афирмација. Трето е детоксицирај се. Отецот Ивица неколку пати кажа, претоксицирани сме. Со разни информации, со се што од надвор, со разни, да не речеме, и пророци и личности кои што се прокламираат како инстант решенија, лажни учители преку чудото дека ќе не излечат, а тоа го нема. Никој не успел преку таквото чудо од некој си само повикан да најде решение за проблемите у животот, затоа што се е плод на долготрајно работење и инвестирање, на себе проникнување. Може Фаустовски да одеме од сатаната да го бараме, тој да ни даде, ама после тоа доаѓа, затоа што ние потпишуваме со крв, сметката доаѓа. Не случајно народот вели вака: кои со ѓаволот тикви сади, од глава му се мава. И тоа е точно ете исход пек во една книга, луѓето на лагата, исто тоа го има асоцира. Не дискутирале таа книга. Замислете како ти се отвараат можности, како влегуваш во нечестивата енергија, ја добиваш моќта, ја добиваш парата, ја добиваш тенденцијата да се истакнеш преку некој вид на лажна слава, но подосна тој ти ја зема душата. Кога ти ја зема душата, ти веќе си како еден вид на суштество на материализираност, на негативна определба. И се губи себе си, влегуваш у болести, влегуваш у немир, имаш потреба за поголема слава, за поголема моќ, за повеќе пари и се губи себе си. Ова убаво што го отвори ова Зоки, затоа што е често луѓе кои доаѓаат во црква и се викат: "Оче, абе некоја молитва да прочиташ", вика, "не ми оди нешто во животот." А вика: "Ама додека ти одиш во животот, не ти текна да дојдеш, а?" А сега кога не ти оди, доаѓаш. Ајде, викам, да направиме муаве, да видам што до сега ти одело во животот. Како го живееш животот? Да видам што ти одело. Најчесто, еве, ако сте размислували, его приказка, погрешна представа за самата духовност. Значи, некако како да не ја разбираат. Таа подразбира позитивен дух кон себе си. Размисла за некои нешта кои што се надвора од телесното. Телесното, како што кажал Свети Тома Аквински, исто така е клучно. Телото ние не можеме да го ислучиме неговите потреби, но пред се е битна душата.
Душевното проникнување е она што е вредноста која треба да се следи. И духовноста подразбира да не го повредиш другиот, да следиш едни духовно-етички начела, да веруваш во позитивно, божествено, да придонесе заедницата, да едноставно имаш посмирен, поспокоен живот, да бидеш воден од алтруизмот, од начелата на сочувството, на сомилоста и да ти преовладува љубовта. Се замислете го човекот кој што ги постигнал тие вредности. Дали е тој смирен, дали е тој опуштен, дали од него зрачи позитивна енергија. И гледате го тој другиот, кој што има, можеби, чека шлеперите му поминат из границата, потоа и чекува притисок под стрес. Да неколку згради да изгради и ред други нешта, да придобие голема материјална добивка, да постигне моќ, да се наметне политиката, да влезе во рамките на оние избраните, кои што всушност шират пропаганди и лажни вредности. Земете го него и неговата душа. Анализирајте го. Можеби неговиот сон, можеби неговата, би рекол, целокупно битисување. Ќе видите дека има огромна разлика. И сега каде е богатството, каде е скапоценноста? Во таквиот живот, вознемирен, стегнат, со страв, колку ќе обстанеш, дали некој ќе те смени, дали некој ќе те фати, дали ќе те затвори, дали ќе го изгубиш богатството. И па кога мувата е на капата, знаеш. Така, ова интересно за крај. Се практично може да се преиспита. Не е теорија. Зоран ги постои работи, значи оној што го живее животот со тие позитивни вредности и оној што сака нели во општеството да постигне под притисок, под стрес, меѓутоа секој го прави тој избор и би сакал на крај да му дам збори на отец Ивица, веќе нели ја завршуваме емисијата, пак се навраќаме. Темелот за успешен и задоволен живот. Која е крајната порака? Јас сум христијанин, православен и за мене, а и според тоа дека сум се осведочил дека тоа е така, а не затоа што само јас сум се осведочил, туку и милиарди други луѓе кои тоа го практикувале, се осведочиле, дека темелот на кој ние на вистински начин можеме да го градиме нашиот живот, нашето постоење и во овој свет и во вечност е Божјата вистина. Божјата вистина таква како што таа е и таква како што имаме во светите книги на Стариот и Новиот Завет. Односно, најконкретно кажано, темелот за нашиот живот, успешен, исполнет со љубов, со смисла, со вечност, со вистински вредности, во овој свет е Христос. И не случајно Христос, убаво и го спомна тоа, кога ја завршува својата беседа на гората, кај што говори за новозаветните етички вредности, тој говори дека сето тоа може да се изврши, сето тоа може да вроди плод во човек кој тоа го избрал, а сето тоа го гради на здравиот темел, на вистинскиот темел, тоа е Божјата вистина, односно самиот Христос. И вистинскиот пристап кон сето тоа. Тогаш тие нешта водат на вистина кон реализирана личност. Така, благодарам отец Ивица, благодарам Зоран. Мислам дека бевме интересни за нашите гледатели, дека открија вистината, како да бидат успешни во овој свет, како да биде нивниот темел и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму со следните емисии, исто така на интересни теми за добри вредности што треба да ги негуваме во сопствените животи, за да можеме да очекуваме дека во соодветно време тие ќе дојдат до вистински израз.